Се наоѓаме на брегот на Дојранското езеро, речиси на самата граница со Република Грција, каде водите на мирното Дојранско езеро кријат приказна стара илјадници години. Токму овде археолозите вршат истражување и пронашле траги од една од ретките преисториски наколни населби, многу ретки во овој дел на Балканот и Европа. Пронајдени се колови, керамика, остатоци од живот што се одвивал на вода. И сето тоа не враќа во времето кога човекот се прилагодувал на природата со изворедна снаодливост и, би рекла, генијалност. Во ова издание на Ние разговараме со археологот Зоран Рујак, кој го води истражувањето овде на Дојранското езеро. Ова е една фасцинантна локација и од него ќе дознаеме како се истражува под вода, што зборуваат пронајдените артефакти и зошто Дојран не крие само природни, туку и историски богатства со не само државно, национално, туку, би рекла, светско значење. Господине Рујак, може ли да ни кажете како започна истражувањето на наколната населба во Дојранското езеро и што ве привлече кон оваа локација? Да, ова е навистина, она што го спомнавте, еден од поинтересните локалитети, односно наколни населби во Република Македонија, но и пошироко на Балканот. Истражувањето започна сосема случајно 2012 година, кога тогашната АРМ сакала да го прошири кампот, односно да ја донесе водата практично до самиот брег. Ископувајќи со механизација, 2012 година почнали да се појавуваат керамички материјал и други предмети, меѓу другото и дрвени колци. И тоа беше причината ние да бидеме повикани како Завод за заштита на споменици на културата и да установиме за што точно се работи. И тоа беше некаде во октомври 2012 година, веќе во ноември 2012 година ги започнавме првите истражувања и се испостави дека се работи за наколна населба, праисториска наколна населба од досно бронзената епоха и преодниот период помеѓу бронзеното и железното време. Колку е значајна оваа населба во поширок контекст на Балканот и во Европа? Знаете, феноменот за наколни населби досега е речиси востановен на речиси сите езера во нашава земја. Една од поинтересните во Охридското езеро. Имаме, значи, и на некои други езера, на Костурското езеро. Но во Охридското езеро всушност веќе се откриени уште 2-3 нови, од кои што е една доста постара. А нашата е од доцното бронзено време, како што рековме, преодниот период помеѓу бронзеното и железното време. И како таква е значајна затоа што се го поврзува целото Повардарија, односно долновардарските токови на практично на култура која што се развива во Егејска Македонија, во јужните делови на Македонија овдека и практично е на голема широка култура кој што ги опфаќа течењето меѓу реката Струма и Вардар. Оваа култура досега беше востановена на различни позиции, пред се на ридови, на некои други утврдени населби, кои што биле поставени на поголеми возвишенија, а ова е првата манифестација практично во езерските води на Дојранското езеро. Сметаме дека ова е навистина феномен, затоа што во другите езера досега, пред се во Егејска Македонија, односно во Република Грција, вакви населби од тој тип не се откриени. Во Костурското езеро постои една неолитска населба, меѓутоа тоа е многу по-старо од ова овде што го имаме. Какви археолошки методи и алатки се користат за истражување во овие специфични услови кога има вода во близина или на крајот на самото езеро? Да, всушност, ова населба е интересна затоа што, како да кажам, се наоѓа под дното на езерото. Знаете, дното на езерото некаде околу 1 до 1,5 метар, што значи дека под вода да истражуваме досега не сме истражувале. Именно, знаете, првите истражувања кои што беа од 2012 до 2014 година се одвива повторно на дното на езерото, меѓутоа тогаш водите беа доста повлечени. 2014, односно 2015 година, водите на езерото се кренаа за цели 2 метри.
Значи, за неколку месеци имавме феномен на кревање на езерото за цели 2 метри. Значи, што ова е навистина интересно од аспект на проучување на тоа како и зошто се повлекува езерото. Потоа чекавме цели 10 години за дури лани, кога доста се повлече езерото, тргнеме со првите сонди. Меѓутоа, овие сонди беа надвор од населбата, оваа година се појавија, значи, во населбата, затоа што во меѓувреме ова езерото падна за уште дополнителни 1 метар и речиси сме во рамките на оно што го ископувавме 2014 и 2013-2012 порано, така што ова е како се ископува, па со класичните методи, класично ископување, со тоа што се внимава многу. Сондите се празнат секој ден со моторни пумпи и она што е битно е дека секој ден и се полнат. Знаете, преку ноќта се полнат, сабајле ги празниме, работиме со цело време со моторните пумпи кои екстрахираат водата. Нормално потребуваме класичен археолошки алат и метал детектор кој што ни помага за пронаоѓање на доста метални алатки кои што ова година навистина не изненадија со нивната бројка и нивната појава. Имаме навистина богата колекција на метални пред се бронзени предмети кои што биле дел од секојдневниот живот на населението, но изборуваат за една друга приказна која што оваа година ни се постреки, практично имаме докази како населбата била освојувана, односно како го завршила својот крај. Колку е тешко да се вршат истражувања во ваква средина? Дали има некаква анегдота што може да се сподели? Незгоди, знаете, сондата е длабока околу 1,5 метра, малку, па некој од нас така неспретно знае да се случи да влезе не на нозе во сондата. Меѓутоа, ова е, како да кажем, ова се секојдневни работи. Сепак, за среќа до сега не сме имали никакви проблеми. Битно е тоа што сондата се полни, на едно место оставаме, како да кажем, малце подлабоку, копаме слој кај што нема практично наоди и на тој слој обично ја ставаме пумпата, цревото од пумпата, да се вади водата. Меѓутоа, некојаш забораваме кога се мати водата кај се наоѓа и пропаѓаме до пола метров натре, но сето тоа се нормални работи, знаете, сепак се ова едни истражувања кои што се доста интересни. Оваа година практично истражувањата ни дадоа многу нови податоци и едноставно возбудливо е да се работи. Забораваме на се, речиси не поминува пола сат да не се најде нешто ново интересно и тоа е тој момент кој што мотивира за да се продолжи понатаму. Кои се најзначајните откритија кои што ги имате во текот на истражувањата и што ни откриваат тие за секојдневниот живот на тамошните тогашните жители? Да, ова, како да кажам, самиот феномен што постои на населба е доста значајно. Поготово од времето на доцната бронза и она времето на хероите, знаете, за кои што пишал и самиот Хомер. Многу работи се специфични, пред се остатоците од архитектура. Имаме остатоци од објекти, остатоци од платформи, остатоци од мовчиња помеѓу платформите и помеѓу објектите. Ова не е населба како она во Охрид, каде што на голема платформа биле стационирани многу објекти. Овде, неверојатно, секој објект бил засебен, има своја собствена платформа, а сите заедно помеѓу себе биле поврзани со мовчиња. Имаме доста остатоци од греди, од колци, кои што се малце, како да кажам, оддалечени еден од друг, што зборува во прилог на тоа дека населбата била малце поразлична од оние досега познати на Балканот. Битно е да се каже исто така дека многу метални наоди, како што веќе рековме, излегоа. Тоа се пред се одредени ношчиња, алатки за дрво, кои служат во дрводелството. Имаме алатки кои што служеле и за некои други работи, значи, и што е најбитно, најдовме една стрелка
Тој од оние лошите момци кои што ја нападнале населбата. 2012 најдовме една секира која што е дефинитивно од северно потекло. Знаеме дека во тој период се случуваат драматични промени, тоа се така наречените големи егејски преселби, кога народите од северот практично доаѓаат до југот на Балканот, ја уништуваат Микена, го уништуваат Хетитското царство. Дури и Рамзес III се воевал со они во Египет, со така наречените народи од морето. Че има големи поместувања и ова населба ете флагрантен доказ за тоа дека страдала за жал во еден од тие освојувачки походи. А во близина на Дојран, околу 7 км јужно од Дојран, се наоѓа една населба Килиндрија во Република Грција, која што е истражувана уште 30-тите години на 20 век. Таму се исто така пронајдени овие докази за насилен крај, знаете, дури неколку скелети во урнатините. И ете ова целата приказна на Балканот се поврзва практично. Го следиме тој бран од северот па се до југот што се вели. Има ли докази за контакт со други култури, не само од освојувачи, туку некаква комуникација, соработка, поврзување со народи од регионот, па и од пошироко од Европа? Да, ова е баш интересно прашање затоа што некои наоди укажуваат на блиски контакти со Микена. Знаете, имаме така наречени мат сликани пехари. Тоа е мат сликана керамика која што има доста сличности со Микена. Дали се правени под влијание на Микена или пак имаме дури одредени импорти, тоа укажува на развиени трговски врски. Всушност, во доцната бронзена епоха практично овие врски се важни затоа што пред се трговало со бронза. Знаете, бронзата била значен елемент на трговија, бакарот, неколку наоди низ Балканот, односно низ Егејското море, укажуваат на силно развиени трговски врски, дури и овде. И што е интересно, имаме некои кремени алатки, знаете, дури и обсидијан. Обсидијанот го нема кај нас. Обсидијанот имаме лежишта на Карпатите, имаме на некои грчки острови, така што еве докази за трговија. Нормално, ова се почетни анализи, се уште не сме ги направили сите анализи како ќе напредуваат понатамошните лабораториски, односно кабинетски проучувања. Верувам дека ќе пронајдеме многу докази за трговија. И тоа е нешто, некои одредени фрагменти керамика исто така зборуваат дека може да имаме некое потекло од дали од север, дали од југ. За сега останува прашањето отворено. Каква улога имало езерото во животот на тогашните луѓе? Дали било извор на храна, на заштита, на транспорт, едноставно што им значело Дојранското езеро? Знаете, наколната населба како феномен сама по себе зборува за тоа дека луѓето се осеќале небезбедни надвор на брегот и затоа подигнале цела населба внатре во езерото. Пред се езерото пружало заштита. Меѓутоа, еве како што дознаваме овие денови, ова заштита не била за жал доволна и населбата страдала во некои од тие бранови на егејски преселби, но езерото само по себе е доста богато со риба, доста богато со извори за живот, нели, за прехрана. А оно што е интересно, пронајдовме многу животински коски, знаете, дури од диви животни, од елен, од дива свиња, што значи дека населението се уште ловело, па дури и најверојатно одгледувало стока на самите платформи. Знаете, ова е доста интересно, така во наредните денови ќе се позабавиме малце со ова прашање. И што е битно, знаете, Хомер пишува една интересна приказна за тоа, за езерото Прасијада, поменувајќи ги така наречените слободни пајони, кои што живееле некаде во 7-6 век пред нашата ера, значи нешто подоцно од нашава населба, меѓутоа зошто не може би има и континуитет. Тој вели дека тие пајони имале чуден обичај да живеат во објекти на езерото, дека се женеле повеќе пати, секогаш од планината Орбелос носеле дрва, тоа е планината Беласица зад нас, и дека цело време живееле на тие платформи, воопшто не одиле на брегот, едноставно живееле во самото езеро, па вели дека дури децата ги врзувале со конопци да не паднат од платформите,
и дека езерото било пребогато со риба и вика дури дека стоката е ранеле со риба, колку многу риба имало. Знаете, тоа е интересен податок на Хомер, таткото на историјата, кој што зборува најверојатно за нашето езеро, Дојранско езеро. Што можеме денес да научиме од начинот на кој што живееле овие луѓе, особено во контекст на тој контакт човек-природа? Човекот секогаш се прилагодил кон природата, поготово од дамнешните времиња, кога бил условен практично од самата природа. Тој на некој начин бил зависен од неа, пред себе, гледате водите на езерото, кои што му пужале заштита. Предпоставуваме дека и во тоа време населбата била доста скриена, знаете, со трска, со шамак, со такви работи. И веројатно дека човекот на некој начин ги одржувал ова своја околина, едноставно внимавал на тоа да не го наруши екосистемот, зашто тој и уште тогаш се осеќа како дел од екосистемот. Некои податоци во самото езеро зборуваат за тоа дека луѓето биле доста прилагодени на животот во езерото. Во населбата откривме доста школки, значи практично нешто што укажува на тоа дека луѓето биле зависни од езерото, зависни од таа средина. Колку биле прилагодени, меѓу другото зборува дека куќите биле оптоварени и со камен и со други товари кои што не дозволувале куќите да паднат долу под налети на ветар, бранови и така натаму. Значи, едно целосно прилагодување на таа околина. Сега што можеме да научиме, па мислам дека она што најмногу е битно во моментов е тоа дека треба да знаеме дека Дојранското езеро, иако има своји природни циклуси, треба сепак да внимаваме на него, да тој туризам кој што се развива на некој начин во рамките на езерото би требало да биде во склад со самото езеро и тие содржини кои што ги нуди езерото треба да бидат и истражени и презентирани пред пошироката јавност. Кои се вашите планови за понатамошно истражување на Дојранското езеро и се разбира дали може да се искористат овие сознанија за дополнителен импулс како во културен така и туристички развој на Дојран? Она што е сигурно е дека во периодите кога нивото на езерото е пониско, дека истражувањата ќе продолжат. Колку што имаме информации од Министерството за култура, ќе имаме поддршка за таа активност, дека секоја година практично додека не го истражуваме по големиот дел или барем да добиеме оние битни информации со кои што ќе ги заокружиме целините, значи на осознавањето на карактерот на околната населба. Сметам дека постои интерес во рамките на Министерството за култура и туризам. И тоа што е битно е, знаете, лани се фузираше Министерството за култура со туризмот, значи ние сме практично една од оние содржини кои што Дојранското езеро би требало, односно туристичката понуда на дојранчани би требало да ја добие како уште еден квалитет. Се надевам дека пред неколку години, односно 2019 и 2020 година, промовиравме една идеја за музеј на отворено, музеј на вода. Се надеваме дека тој проект го реализираме, веќе постојат одредени индиции дека работата тргнува во позитивна насока и со тоа, значи со тој музеј на вода, со прикажување на содржините од наколната населба, дојранчани ќе добијат, односно локалната самоуправа, еден значаен пункт кој што ќе биде бенчмарк еден на Дојран. Верувам дека ова ќе биде еден од најпосетените и најинтересните дестинации за било кој турист. Знаете, Дојран не е само како туристичка населба живее некој свој живот, меѓутоа Дојран е транзитно место према границата со Република Грција. Верувам, ако го поставиме на вистинско место, дека на некој начин овој објект ќе живее со полна пареја и ќе даде еден голем придонес за културата во Дојранско.
Ви благодарам за разговорот. Благодарам и вам.